Реплика до колегата Артан Груби. Прво, во своето излагање, освен другото, ги спомена и случаите Монструм и Сопот, како случаи кои што нанесувале некаква дамка на работењето на основното јавно обвинителство и како случаи кои што имале ризик или биле злоупотребени за меѓуетнички тензии и недокрај расчистени. Прво, сметам дека овие случаи не се никакви меѓуетнички теми, а некој сакаше да ги злоупотреби и истите да ги искористи за подгревање на меѓуетничките страсти. Тоа беше токму господинот Заев, кој што 3 години манипулираше со чувствата на граѓаните албанци во Република Македонија, тврдејќи дека поседува снимки, докази и материјали и дека ќе ги објави дека осудените злосторници за случајот Монструм не треба да бидат осудени. И тоа не го направи. Тоа е груба манипулација со чувствата на еден голем дел од нашата држава, кој што не мора и не треба секогаш да се доволно стручно упатени во она што го правело обвинителството, полицијата и судските органи. Значи, тој што сакаше не политички и не етнички случаи, туку случаи кои што имаат чисто криминални последици, со обид за терористички акт, извршено злосторство и 5 убиени, пред еден голем верски празник, да се предизвика меѓуверски инцидент, тој го злоупотребуваше овој случај за подгревање на меѓуетнички страсти. Не го подгреваше јавното обвинителство. Втората работа што сакам да ја спомнам по однос на господинот Груби и точката за јавниот обвинител. 3 случаи има јавното обвинителство како свој греф кон господинот Заев. Првиот е случајот Глобал, зашто истиот беше аболициран и се чувствува дека е на сигурно. Вториот е случајот Пуч, каде што го фатија во действија со разузнавачи и нелегални действија според нашите закони и смета дека привремено е спасен преку специјалното јавно обвинителство. Третиот и најважниот случај е Подкуп. Целата македонска јавност виде што направил господинот Заев. И тоа не се нелегални материјали. Тоа се посебни истражни мерки. Сите ние имавме можност да ги видиме. И ако господинот Заев сака да докаже дека не сторил такво дело, тој би требало да инсистира Зврлевски да остане на чело на јавното обвинителство додека судскиот процес не се заврши. Благодарам. Ако смета дека не направил никаков криминал. Благодарам.